Ова епизода на подкаст основано со мнение со мене Јанаки Митровски, имам интересен гостин вечерва, Јорго Огненовски, поранешен македонски деец, поранешен репрезентативец во карате и председател на политичка партија Демократи, една од помалите политички партии во Македонија, кои што ги има на многу наброј, но вака доста вокални, доста борбени. Добре дојде за велиме за Јорго. Благодарам за поканата, да ги поздравам гледачите. Името е специфично, или е егејско, или е влашко, ај со тоа да почнем. Видите, јас сум чест македонец, бидејќи моите двајца дедовци родени се во Смилево, како македонци, но имав кум, и кој што да беше влав, грк, не сум сигурен, тие се постари луѓе починати, и моето име се разбира Јорго, после нормално, брат ми се вика Петар, другиот се вика Тони, и знаеш како, Сузана, сестра ми, и тие се па амерички имиња, Тони Крсти, Силезе се, и така. Растев во фамилија, каде што ние сме фамилија каде што ги сакаме сите граѓани на Македонија, поточно македонските државјани, независно вера, религија, етникум. И така треба да биде, живеејќи 130 и нешто години во Соединетите Американски држави, само ме направи човек повеќе да бидам и да се борам како човек, се разбира, за правата на секој граѓанин. Каде бевте во САД стациониран? Во Лос Анџелес бев стациониран. Холивуд. Да, Холивуд. Јас таму одев 3-4 години во глумачка школа, исто почнав да продуцирам филмови, имав 2 компании, Geo Production и Hollywood Star Entertainment. Се вика тие компании, произведував повеќе акциони филмови, имам и драма. Продаваме по свето, помали продукции, нормално, работев и со студијата, големи како Warner Brothers, Universal, но и со големи звезди како Стивен Сигал, Чак Норис, пример се зборувам, и со Ал Пачино сум добар пријател и ден денес, али не успеав на некој начин да направиме некој поголем буџетен филм, но јас сум задоволен од моето искуство, од познавање на филмската индустрија и она што го производив, направиме некој динар. Инаку, јас како дипломиран економиста се занимавам исто со берзата и денес. Тоа ми е нешто посебно, економијата ми е слабост, бидејќи гледам во Македонија, за жал. Ние немаме економија овде, имаме нешто друго. Дали е садветената земја како што се мисли? Многу знаеш дека има стереотипи, дека одиш во САД и дека сега сите успеваат, сите стануваат милионери, се тоа знаеш дека не е баш така и дека е таму прилично мако трпно, не дека нема луѓе што не го направиле тоа, но и тоа во главном се оди и се работат долги часови. Види, Соединетите Американски држави, да викам Америка, мене посладко ми е Америка, е стварно ветената држава на светот, земја, поточно кажано и ден денес, но не значи дека секој ќе успее. Животот таму кој ќе одиш првите години е многу тежок. Нема мама, тате да ти дај стан и игла да сакаш да купиш, треба да купиш. Значи и струја и киријата не зборувам, не сме ние милионери, па одиме таму со тешки пари. Животот не е лесен во Америка, но животот е прекрасен во Америка. Зошто вака го кажувам? Ако те бива, и стреќата те прати, се разбира, стреќа во животот да биде здрав. Аме стреќата знаете како е. Значи се случува некој работи, некој што нема стреќа му се случува лоши. Америка е стварно чудо. Зошто е чудо? Таму секогаш ги форсират, независно од кај си дојден, независно кој си, да не зборуваме вера, религија, етникум или така, бараат квалитет. И затоа имаме денес компании како Google, Apple, Microsoft, бидејќи ако мислат ти си одличен инженер или организатор или продажба знаеш или реклама и ајде да речем дизајн, ќе те вработат. И ќе работиш, и како си напредуваш, ќе земаш поголема и поголема плата. И таму има сиромашни луѓе, и таму има луѓе што не може да се снајдат, и таму има лоши пороци како дрога, колку сакаш, и така натаму, али тоа не е битно. Значи, тоа е наш избор, дали ние ќе пиеме алкогол многу, или малце, или со дрога и така натаму. Не ги осудувам луѓето, тоа е мој принцип. Јас само ги осудувам луѓето што се насилници, се разбира, и што шират омраза низ своите градови, села и околина. Инако Америка, да,
е земја каде што, ако сакате да успеете, независно која професија, имате најголема шанса во светот. На можности. Можност и демократијата е на чудо. На чудо. И тоа не води до вашето враќање. Која година се враќате во Македонија? Јас се вратив пред 8 години. Што ве натера да се вратите во Македонија? Па видете, јас уште пред 15-20 години се запознав со поранешниот премиер Никола Груевски, кога бев продуцент во Лос Анџелес во Холивуд, бидејќи живеев јас во Лос Анџелес, Бурбанк, поточно таму се студијата Универзал, таму во Небрада. И се сретаме и ме покана да дојдам да почнеме да снимаме, поточно да градиме едно студио во Битола, филмско студио, каде што вели ќе дојдеш да ни помогнеш, Македонија му треба продуцент како тебе, имаше таква идеја, од кој стана премиер, дојдов се договоривме све да работиме. Но за жал, јас сватив многу брзо дека нашите политичари повеќе работа за профит, тендери, колку ќе извлечат пари, и стана збор за некој студио од 80 милиони марки тогаш. И јас само едно предложив, имав бизнес план и така натаму, викам тоа е ризично многу, како економист пред се. Викам дај да почнеме со нешто, со некој студио тоа време, со помало се разбира. И дај ми двајца студенти кои што имаат завршено глумачка школа, академија, што знаат англиски, компјутери, просторија, дајте ми за мене плата, не ми давајте, јас имам доволно, нив плаќајте ги да почнеме да ви привлекувам, значи не само од Холивуд, не само од Америка и од цел свет, да доаѓат да почнат да снимат. Студиото не беше ние да имаме огромни хангари, бидејќи така се банкнотира, така во Нови Сад, во Маđарска банкнотира 120-130 милиони тогаш студија направени пред 25-30 години. И викам, дајде да почнеме пополека, ние што ќе правиме во Македонија единствено специјални ефекти. Бидејќи ако треба некој дојде од Холивуд во Париз да снима филм, нема да дојде овде. Но сега сме на друго ниво, арти вештачки интелигенција и така, натаму се чудо може да преше студија. Му предлага стварно и да ги користиме нашите музичари и композитори. Музика може да компонират, фантастично, и можеме, значи, специјалните ефекти од она све што гледаме, слушаме, тоа време немаше, како што реков, вештачка интелигенција, денес е нешто друго. И што се случи со И од тоа, и се разбираме в еден филм, се викаше Александар, се работи за 10-8 годишно дете, кој што расти во некој дом, македонска фамилија го присвојува, тие имаат како мал Диснейленд, нешто како Луна парк, и откриваат по некоја случајност дека детето има најубав глас за пење во светот. Ал Пачино ми е пријател во Лос Анџелес, сакаше да игра улогата на менаџеро, го земаме детето од Македонија, македонче го носиме во Лос Анџелес и за кратко време на 14-15 години станува најголема звезда на светот. Тоа време, знаеш, се мереше колку имаш гледање на YouTube и колку цедина ќе продадеш. Така да, фактички преку тоа сакав да ја промовирам Македонија, знаеш, како дестинација, наместо да вложувам огромна сума на пари, и кога е нешто кога го рекламираш, се извинувам, директно, тогаш помалци, ама некој кој ќе ти рече јади авокадо, дека има магнезиум многу и многу е здраво, или банани, ти несвесно или свесно, повеќето од тие реклами се платени реклами. Да. Знаеш, мислам, тоа ти е и професија и работа. Така да од ништо не испадна, јас им реков, ова е премногу скап проект, неопасење и тие мислеат, и знам после од ДПМН луѓе, бе, што ни направи некоја провизија, и тогаш се запознав со приказната провизија дека се зема пари на тендери. Страшно беше и јас... Тоа нема во САД? Види, и не може да нема во САД. Во САД корупцијата, извини што те прекинуваме, легализирана преку така наречени лобисти. Значи легално може да иде да нуди подкупи. Сега не ги нарекуваат подкупи, ама тоа знаеш дека постои. Секој политичар си има свој лобист кој што води зима пари за него. Види, и после прават контрауслуги. Да постои, но кај нас е проблемо што многу политичарите крадат. И најуште поголем проблем, ајде ќе ги за 35 години независна држава, ќе забораваме дека украле 50 милиарди, ама се неспособни држава да води. И тоа е држава. Не, па тоа е најстрашно. Замислете, еве, некој градоначалник во пример на Битола ќе угради 2-3-5 милиони за 4 години поќе помалце. Ќе преживее градот. И градот ќе преживее. Ама што за тие 4 години што го наказал бидејќи е тотално неспособен. И јас бев 2-3 пати кандидат за градоначалник на Битола.
бидејќи кога одиш против големите политички структури, јас ги викам криминални политички структури, нормално не очекувам јас да ги победам најголемите, но да кажам својата програма, што, како треба да се направи за општина Битола и генерално зборувам за цела Македонија. Али и страшна работа е затоа што е тоа така добро организирано преку овие... Системот, нашиот систем, јас го велам, не е само криминален, тој е трул, криминален политички систем кој што е донесен во собрание на еден легален начин, како, пример ќе речеме за изборниот законник, е криминален изборен законник. Стално има предност го... Да, па види сега, ние, на последните избори да спомнам за гледачи. Вика, вие како партија одите на парламентарните. На сите изборни единици се пријавуваме. 34.000 пример ни дават денари за реклама за сите избори. А ТПМН, СДС, големите партии... Не можеш еден билборд да земеш. Не можеш. А тие добиват пример по 3 милиони. Сега да не зборуваме и начинот на финансирање на партиите и така натаму, бидејќи јас мислам дека ние како помала партија, кој што е 8 години, кој што постои, имаме огромни проблеми, бидејќи вие како медиум, сада се заблагодарам на вас и на медиумот што ме поканивте, и јас ве пратам и стварно фантастичен вие и добар е и за граѓаните и кажувате реално. Значи тоа мене ми е важно. За демократи, за мене, медиумите како што се овие национални телевизии тотално сме блокирани, дури некој ќе ти се јави, што ми се јавува со најбезобразни зборови, кога се понаша како медиумите да се нивни, се понашат, не знам како, и што треба се ние да се караме. Која година се основани политичка партија Демократи? Во 2018 во септември 3, сега е за 2 дена од јуни 3, почнуваме со собирање на потписи, да ја пререгистрираме, ова и ние трет пат, и тоа, пример, да речеме сега, зошто секои 4 години помалите политички партии да трошат по 4, 5, 6 милиони евра, извини милиони, не, мислам милјади евра, да трошат за да се пререгистрираат. Ова е направено за да ги елиминираат. Па добро, сега ако немате минимум подршка од 1000 луѓе, веројатно не очекувате дека може да се... Не го викам дека тоа, ама но сепак ние трошиме пари сега. И парите ти можеш да ги потрошиш, зошто на секој Ќе дојдеме до финансирањето, тоа ми е како посебна ставка. Сега да прашам за вие фактички по ова што го кажувате, предпоставувам, освен ако не сте учествувале на 2019 претседателските избори, прво изборно крштевање ве 2020 парламентарни избори. Точно. Добро. Каков изборен резултат е? Кој е најдобриот изборен резултат на политичка партија Демократи? Са факт е дека и тоа што го зборувате држи вода, дека немате пристап до медиум, меѓутоа факт е дека и партијата е помалку или повеќе непозната за пошироката јавност. Види, факт е дека ние, генерално зборувам на последните парламентарни, мислам низ цела Македонија околу 3-4 илјади. Добро. Исто на локалните освоевме само еден советник, за жал, можевме во Петровец. Добро. Можевме да освоиме и во други места, но негде бевме близко, негде подалеку. Проблемот е не дека сме ние мали, а сме мали, блокирани што сме од медиумите, сме блокирани, бидејќи повеќето од националните телевизии и медиуми работат за големите политички структури, криминални, јас ги викам. А проблемот е во следното, затоа што ние ако имаме фер и демократски изборен законник, нема повеќе ќе добиеме, не само за нас. Пример, имаме на изборна единица. Па си, видите, и јас може да заминам од политика денес. И ништо нема да ми го промени во животот, бидејќи јас имам се во живот. Најпоќе имам здравие, памет, имам доволно финанси да живеам. Добро. И што мене на овие години ми треба политика? Јас не сум човек 35 годишен. Така да. Мене воопшто не ми треба. Јас сакам да направиме систем каде што младите ќе престанат да заминуваат од оваа држава. Каде што овде вработувањето или напредок во нашата држава ќе се мери само по квалитет, стручно се разбира образование. Ние не можеме, денес слушам, ми кажува лекар, баш денес ми се случува, да дојдеш во државна болница да видиш 99% или 98% све е со партиски вработен. Пола нема врска.
Па излегува луѓе со факти, и еве во Словенија слушаме доктори Тоштип наводно, одат во Словенија, ги враќале, наводно не биле доволно квалификувани и така натаму, но за партијата наша што е најважно? Не е битно колку сме големи, колку сме освоиле досега. Многу е важно народот да слушни, не ние да критикуваме само ове, 35 години ја краде, туку да слушат, да ги слушат нашите предлози, како да ги решиме проблемите. Не сме да само чуеме некој од Еве пример, јас имам две работи што сакам да ги кажам, следните. Прво, стварно мора да се уништи овој политички криминал. Бидејќи криминалот политички е најопасна форма, вие сте адвокат, го знаете тоа, и тоа добар адвокат, одличен, дека потикнува, стимулира, поддржува стопански криминал, мито и корупција. Ние зборуваме за некоја урбана мафија, нема во Македонија урбана мафија. Градоначалниците со советот или законите, ако се направени како што треба, и ако градоначалник со советот се честни, нема да го менуваат дупо и да прават да ги бетонизираат нашите општини. Они генерираат. Еве, јас на пример сум живеел во Карпо, сум живеел Лисиче, сум живеел Кисела вода, во Битола живеам исто, значи. Јас тако, бидејќи со партијата се разбира во Скопје, не е регистриран, таа е на цела Македонија партија, не е само на Скопје и на Битола. Се движам, одам, разговарам со луѓе и дали се тоа адвокати како вас, правници, дали се професори, не е ни битно на факултет. Значи разговарам со овие луѓе што се прилично имотни, богати, кои што градат, еве ни Скопје да речеме, попознати, а вика нема урбана мафија. А јас тоа му кажам, знам дека нема. Вика, одиш тама, ако му даеш плик толку и толку пари, ќе ти помини, вика маркицата, ќе го смена дупо. Ако не го менуваат, како јас, вика, ќе градам зграда во Кисела вода, наместо да биде парк или биде школа или детска градинка или установа здравствена. Пример са си правим ове. Како, вика, јас ќе го загадувам градо, еве цементара зборуваме, катастрофа. Ние фактички, зато, по моје мислење, зошто ја формиравме партијата Демократија, да дојдат квалитетни луѓе, да дигнеме свеста кај народот. Оти овде многу луѓе велат, ние повеќе не интересира политика, дигнале раце. Во никој не веруваме и такви приказни. Што е нормално, бидејќи 35 години, некај кој те гази не можеш да му веруваш. 100 пати те тепа, па исто иде на дојде и пак ќе те удрам со 100 пати, ќе му веруваш. Значи, мора да има луѓе, ајде со ти, со вие, како сакате да се обраќам, а и ти, кога зборуваш, затоа викам те пратам, зборуваш се што кажуваш на место. Значи, ги застапуваш своите клиенти или зборуваш за закони и нормално сакаш да се донесат закони во корис на Македонија, на граѓаните, на економијата, на здравството, но што и да е. Ние што правиме тука? Кај нас имаме 90 и не знам колку проценти, честни исклучоци, во политиката доаѓаат само да се обогатат. И сите излегле побогати, никој не излегол посиромашен од политика. Точно, и ќе се затворат по некој, знаеме примери кој владе во градоначалникот. Да, па гледајте што се случува со Сашо Мијалков или со Камчев или со други. Ги зимаат парите што го па сега, знаете. Значи јас мислам дека вие младите, поготово и помлади од тебе, јанаки, мора да се здружиме и повозрастни луѓе како мене се разбира, да си ја спасиме оваа држава. Инаку за 10, 15, 20 години не знам што ќе се случува. Ако се продолжи тоа, го викам јас, ако ние ништо не преземаме, се вели само уништување на еден народ, на една држава. Јас сум поборник на демократија и за мене секој добар македонец, албанец, турчин, влав, бошњак и така натаму го ценам исто, независно и секој ги има истите права како и по, не само да зборуваме по устав, закони, туку за мене постои човек и не човек, како и во нормални луѓе што се добри. Значи, како да го промениме ова чудо и ради само тоа влегува во политика. Инаку мене политиката ми пречи. Зошто јас да се бавам со политика? Јас имам се, а некој нема ништо, тој има мака и јас се борам за него. Ама не сум јас себичен. Не јас велам, дај сите заедно да направиме функционална држава. Кој е генерален секретар на Политичка партија Демократи? Моментално немаме сега генерален секретар, измеѓу сме, но
но бараме, значи, така да во овој момент... Кој е подпредседател или заменик председател? Подпредседател е господинот Изет Заинеловиќ, инаку по етничка заедница е босанец, фантастичен човек, правник, колега тие, работеше во Тетово, во МВР Тетово, 30 години инспектор на крвни деликти, фантастичен човек и ние имаме луѓе во партијата, разни луѓе се разбира, и сакаме, привлекуваме луѓе, оти јас, како што кажав, сум возрасен, на вас младите останува да си дојдат паметни луѓе и да направиме нешто, а и кажувам во последно време дека ние сме спремни за доброто на Македонија и за се друго да се обединиме со секој што под одредени услови. Да не станете дел од ново најавениот фронт на СДСМ за слобода. Види, ние може да станеме дел од НЕВ, може да станеме дел од ДПМН, може да станеме дел од ДУИ, може да станеме од сите дел, нема да бидеме, мислам да бидеме заеднички да работиме, да. Може со секој, затоа што јас повикувам. Еве се еден пример ќе кажам за господино премиер Христијан Мицковски. Цел живот 2 години, извини, не цел живот, ама ајде 2 години сега што е на власт. И сега во последно време зборува ајде за националните интереси да се обединиме. И по добро ти си председател на политичка партија, него му се обраќам. Така. И си премиер на Македонија. Па што не ги повикаш партите лично? Така. А што? Зошто да кажеш, пример сега си правиме. Хајде, сите да се обедиме, покани ги, состанок, дали СДС, ДУИ, не е битно кој. Ако мислиш сите партии, што се не имаме сега, јас сум против национални партии, би требало граѓански да бидат и да, како во Америка и други. Да, но тоа тешко оди ке нас. Тоа тешко, нормално, тоа е направено така да биде. Има причина, но да не навлегувам во таа приказна. Значи, зошто еве не каже, ајде сите да се обединиме. Јас мислам дека независно СДС, ДПМН, ДУИ и други партии во опозиција или кои што се на власт, јас сум да се обединиме. Дај да го решиме проблемом за Македонија. Но, не само проблемот со Бугарија, не само проблемот со, и името веќе го имаме, некои се против НАТО, некои се за Русија, некои се, знаете самите, тоа е нивно право, како и како сака нека теросвим да не се занимава со криминал, некои се за Америка, некои се за Европа, ние како партија демократи сме проевропски, про-НАТО, и некој може да каже зашто е така, ние си објаснуваме зашто е така, не може да се караме. Тоа е иднината на Македонија, ние сме европска држава и географски, кај ќе одиме во Африка, со Африка ќе правиме коалиција. Така да, еве, премиерот нека повика, јавно нека кажи, нека ги собери сите. Има мојки, има луѓе, има секретари, има кој да повика, ајде да седнеме да разговарам. Али сепак се паѓа све на партиите што се на власт. Направивте или имаше, јас се запрепастив прво него, бидејќи не сум се занимавал со избори, не сум го знал до детали изборниот законник, односно начинот на финансирање, и се запрепастив кога еден пријател новинар ми кажа дека во принцип ви следи државно финансирање ако да освоите 1% од гласовите, но на локални избори тоа е доволно да имате 1% во било која општина. Сега знаете дека постојат мали општини со по 2000 граѓани и самата листа од 20 луѓе да гласа само за себе е доволна за да ви следува државно финансирање во неколку десетици илјади евра. Направивте ли вие таква условно речено фора на последните локални избори за да кандидирате, не знам, во Конче, во помали општини, во Вевчани и на тој начин да условно речено не само вие, меѓутоа повеќе партии го изиграа системот македонски концепт на Петар Богоевски така постапи, МАК конзервативна на Страшо Ангеловски, значи пушта во многу мали општини каде што е доволно со 15 гласови да добиете 1%. Вака, ние не го направивме тоа, но имавме и во помали општини како Петровец и таму 7% повеќе имавме од СДС и од Левица. Сега пример, да помани беше само пред нас, како општина. Јесте втора партија во Петровец? Да. И мислам скоро 7% добивме, мислам она што читав сега како. Значи, тоа е за Петровец, што не е многу голема општина. Инаку ние го исполнивме услова, пример, јас бев кандидат во Битола, го исполнивме повеќе од 1%. Добро. И така натаму. На овие избори имавте повеќе? На овие избори, но
Но ние имаме добиено пари од државата уште пред 3 години, 4. Така. Бидејќи кога одевме на парламентарните и така натаму и локални. Вака, законов добро го познаваш, одлично, не добро, одлично. Тоа е проблемот во Македонија. Не е проблемот што некоја партија ќе добие 20, 35 илјади или 60. Па малце повеќе, со 20 или... Не, зависи од која како Угласно, што партија е. Зборувам со некој партија, вика 20, некој 50, некој 60, 70, но никој не добие од 200, 300, освен овие што има се разбира повеќе. Проблемот во Македонија е што законите, ако сметаме дека ова е неправилно и недобро, значи треба да се промени. Не во корист на демократи да биде. Јас секојаш викам, за идни генерации, ако променуваме криминален изборен законник, зошто е криминален, се замислите. СДС ДПМН, дуи пример, СДС ДПМН на избори парламентари добиваат по 3 милиони евра, нас ни дават 34.000 денар. Што рече, не можеш реклама да направиш, не да се рекламираш. Сега, ако веќе како правник сте, 50, 60, 70, па нека има некој критериум, пред да се формираш прво ко партија, колку што треба да направиш, и кога ќе станеш ко партија, после да не биди, абе вие 3 гласа добивте и сега добивате некој динар, а бидејќи 0,10% од буџетот на Република Македонија соделува, пример 2026 е 6 милиарди и 700 милиони, и колку му доаѓа не е ни тоа битно. Значи големите партии пак ги земаат огромна сума. Што имаат секоја година аналитички центри. Јасно. Не само што имаат, него аналитичките центри, државата им ги плаќа. Се разбират, првите 4 партии кои што имаат најповеќе пратеници може да имаат аналитички центри и другите не може. Сега да имате вие 7-10 пратеници, ако има 4 партии поќе, последниот четвртиот има 11, нема да добиеш денар. Јасно. Така да јас мислам дека за изборниот законник треба да се седне паметни луѓе правници и се разбере со политичките партии и да се направи за секој закон, не само за избори, не само... Значи, еве пример, што е страшно. Еве, ние како партија земаме 60.000 евра годишно. Добро. И сега на некој му е тоа многу криво. СДС зема и ДПМН, пример, по 4 милиони годишно. Добро. Не му е криво. Морет, дуи зема 800. Не викаме дека не му е криво. Не, на некој не му е криво, ама еве нашо не напаѓаат. Е добро. А што правиме со кривичниот изборен законник? Што кој ќе застари делото како правник, јас сум дипломиран економист, ама читам, не мора да бидеш правник или ти економиста читаш, па знаеш економија, знаеш доволно. Значи, ова е невиден криминал што се случува. Во кој смисол? Па еве видете, кој ќе застара делата на овие криминалците, политичари, функционери, тие парите си ги зачуваат. Дали украле 20 милиарди евра или 2 милиони евра, тие си ги чуваат, така? Да, се согласувам, значи треба да се промени. Ви напоменав, не постои некој што посиромашен излега од висока политика. Нормално. Се ние што предлагаме како демократи. И веднаш а дојдат на власт, тогаш фамилии нивни стануваат, осетливи бизнис, знаат да водат, отварат бизниси кои што се во главно државни пари. Така и децата нивни од 18 години веќе имаат супер бизниси, а вие сте возрастен човек, јас уште повозрастен, не можеме да имаме такви бизниси. Со искуство, работа и си штедел. Проблемот е што ние веќе што предлагаме да се промени ова. Например, како може да се уништи политичкиот криминал? Добро. Секој ќе постои криминал, не може тоа. И боља за криминал, тоа е нормално. Значи, ајде ние да донесеме закони за функционери од пратеници и до премиер, па заврши на советниците. Ајде за криминал таков, минимум казна 10 години до доживотна, оние што украдеа огромна сума и што направи штета. Бидејќи ако тие украдат 2 милиарди и уништија некоја фабрика, уништија здравството или да има повеќе пари за пензионери или не знам зашто. Значи, тоа е последицата, не е дека, како што реков, ќе ги прежалиме тие 50 милиарди евра. Ама што праве? Прво се тотално неспособни држава да водат, а второ се криминогени. И јас ако украдам точак, не дај Боже, цел свет ќе дознае дека јас украдев ко председател на партијата. Добро. И ќе му судат 3 години. Ако ми бидеш адвокат и ако си добар, можда 6 месеци, можда не знам. Значи, ние овде во Македонија нема демократија, постои еден фашизам и тоа го карактеризирам помеѓу големите политички структури кои ќе дојдат на власт. Зошто е фашизам? Не сакаат да променат изборен закон, не сакаат да инвестираат по 2 милиарди евра во економијата.
Значи, ние не можеме да немаме хидроцентрали сами да градиме за да си произведуваме поевтина струја, во земјоделие да се вложува, да формиме фабрики. Мене приказната ми е не една, на друга, трета партија на власт која аз зборувам, ами ние сме капитализам, не треба да вложуваме. Како не треба? Еве, никој не вложува. Значи, државата ги има парите, вие не ги берите даноците и што плаќаме. Значи, вие може да бидеме ние како граѓани, еве да изградиме пример Дари Чебрен, електрана на се разбира. 30-40 години бајата приказна Бајата приказна се разбира, сега грците не знам кој ќе дојде да ќе ни града. Зошто еве на пример ние да не градиме фабрики, фирми да ги вработуваме луѓето. Таму нема само тие да копат или не знам што, има и правници, економисти, има, значи во една фабрика. Како еве земја знаете вие, ја ќе да те прашам, во светот што оној произведува не само производство физичко, кола, авион, туку и интелигентни луѓе, како еве пример американците. Apple ги произведува своите телефони во пример Виетнам, Кина и не знам каде. Да. Ама ние имаме паметни луѓе во Македонија што можат ако ги финансираш, да ги поддржиш, наместо да ни бегаат и да работат за некои компании да се земаат по 2-3 евра, ние можеме да имаме 2-3 јаки фирми низ Македонија, да ги финансираме, да отвориме тоа што треба, државата зборувам. Све што ќе измислува да се дели помеѓу нив под овие генерации и државата. Има илјадници начини како економиста се зборувам, како да дојдеме, бидејќи без економија, без производство. Зборуваме за земјоделие, па ние треба уште 30, 20, 50 мини фабрики, треба да имаме задруги. Има сиромашни луѓе што имаат по 5-10 хектари, не може и компанија да купи. Така да јас мислам дека за мене број еден во оваа држава, значи две работи се најважни, затоа викам број еден, двете се најважни, да се уништи овој политички криминал со митото, корупцијата, нормално, со панскиот и економијата. Нема пари, ако немаме економија ни за здравство, ни за образование, ни за инфраструктура, ни воздух да чистиме, ни ништо. Све е измама. Измама на највисоко ниво, како што спомна, 30 години, 40, 50 за Чебран спомна. Да. Беа актуелни периодов двојните државјанства, односно има предлог на пратеничката партија ВМРО да помене да не се да се забрани да може да имаат двојни државјанства македонските пратеници. Прво тоа е од уставен аспект проблем. Колку би го поминал уставниот филтер, а од друга страна знаете кога кажете двојни државјанства, повеќе луѓе имаат двојни државјанства, меѓутоа кај нас се условно речено проблематични оние бугарските поради нели претензиите на Бугарија нескриени наспрема Македонија. Меѓутоа вие колку што сум запознат имате и државенство на САД. Како вие размислувате, затоа што знаете малце е нелогично. Пратениците да немаат, меѓутоа тоа не важи за министрите, а има бар пар министри во оваа влада, например, кои што имаат двојни државенства. Пар министри имаш и во претходната влада кои што имаат двојни државенства. Се доведува ли во прашање, зборуваме сега за функционери, вие сте во парламентарна партија, меѓутоа за функционери се доведува ли во прашање лојалноста на тие граѓани? Што ако утре има, не знам, проблем помеѓу Македонија и САД, по Македонија и Албанија, по Македонија и Косово, по Македонија и Чешка, например, и чешко државјанство имаше поранешната градоначалничка на Скопје и така натаму. И се разбира, имаме државјанство од Австралија, многу од Германија и така натаму. Кои што се типични гастарбајтерски, нели? Сите знаеме дека Македонија е селеничка држава, уште пред дедо ми, едниот, значи Стојче и Кочо, тие живеа во Америка 5-16 години, од Битола, родени во Смилево, се вратиле. Која година е тоа? Па тоа зборувам негде пред 70 години. Добро. И така да дојдоја како луѓе и сега независно државјанство не си починаа луѓето, си останаа во Битола и тука се и закопани. Значи јас за мене сега можам да зборувам и луѓе што ги знам. Патриотизмот не можеме да го мериме со две државјанство, бидејќи традицијата наша, како што кажав, постои 100 години одиме во Америка или други некои држави. И кога некој квалитетен човек, а те се многу ретки луѓе, успешен на свој начин, так. Не да е богат, не успехот не го рачунам само во милиарди. Успешен човек се враќа овде и сака да остане. Јас веќе 8-9 години живеам во Македонија за стално, не одам
Одам во Америка месец-два и се враќам, али одам таму, синоч си живее, со сопругата имам внуки и така натаму, и си имам нешто свое, чисто да се прошетам, така? И си ја сакам Америка, бидејќи ми дала многу. Јасно. Сега, кога ќе дојдам овде, јас дојдов овде лично за да помогнам. Не да добијам и Америка нормално, како што рече, сега Америка со Македонија, еден ден ќе се затепаат и ќе се испотепаат. Условно речено. Вака, јас мислам дека, да го објаснам ова подобро, да не биде јас и така. Ние во Македонија 35 години како независна држава, 99, повеќе проценти имаме луѓе само со македонска државјанство. Прво зборувам пратеници. Ја отепаја од крадење, уништување државата. Не само што ја отепаја од крадење, уништување, такви понеспособни луѓе не сум видел. Гледам како резонираат. И тие сега излегуваат од ДПМН, носат као предлог, 5 пратеници со Милошевски пратенико, ајде, ова е причината. Да го скренат, оттргнат поточно вниманието, од што 2 години се на власт или претходните, ништо не направиле. Јас тому викам, факти дајте ми. Кој е поголем патриот од мене во Македонија? Нека дојди да има нешто да мериме, да има нешто детектор на лага или нешто, по нешто да мериме со моите активности. Знаеш како е, вика, делата го красат човекот, не е она што кажува. Значи, затоа сум против тоа, затоа што имаме ние луѓе во диаспората. Не зборам за мене, некојаш ќе се случи. Извини што прекинувам еден колега, адвокат, исто ние имаме група за адвокати, број не знам, на 1500 членови, и исто така реагираше на ова. Мислам, човекот вика, јас работам екстензивно со диаспората, вика, кои што се наши луѓе на крајот на денот, кои што нели живеат по странство и работат, и им пречи ова што се прави. Значи, како така се приемчиви дека против нив се прави, во принцип, види, реално многу пари од диаспората се слева. Не ти зборам дека ги даваат они државата, меѓутоа праќаат на фамилии, живеат луѓе од тие пари, значи не е тоа, не се измислици, тоа е факт. Нашата власт, предлогот што го дадо, јас викам, ова е фашистички предлог, малце да ги навредам, не нешто друго. Не е човечки, не е демократски, ние што граѓани од втор ред сме во Македонија. Во уставот кажавте самиот и го читам стално и намерно го читам за да го памтам на некој начин тие најважни точки. Убаво се пишува дека ние како македонски граѓани и така натаму и тука убаво устава македонски народ, влашки народ, овона, светски албански и така натаму ги имаме сите исти права. И тие што не се спомнати како албанци, власи, срби и другите. Така да и другите. Така да и ова со Бугарија што сакаат да влезат во уставот, тие се во уставот на свој начин. Нас преко размислиме така. Бидејќи таму вика и сите други. Тоа значи и државјани на Македонија, независно етникум. Проблемот јас кај што го гледам ова. Кај нас постои еден страв кај неспособни политичари. Затоа што ние кој ќе доаѓаме од друга држава, обично зборувам, 99%, да не речам 100%, нема ништо 100%, значи сме честни луѓе, со маки и вака сме ги заработиле парите. И ако некој е поуспешен, тој само може да му помогне на Македонија. И не доаѓаме овде да крадиме, да лажеме. Ние сакам да се воспостави систем, бидејќи јас живеам овде. Јас сум исто како секој. Роден во Битола, со македонско државјанство, 30 и нешто години во Америка, синот живее таму со сопругата кој што е лекар, имаат прекрасен живот. Утре другина може јас да се вратам, да не се вратам, но додека сум тука, никој не сакам да ми ограничи правата. Не мене како Јорго Огненовски, туку на сито диаспората. И знаете што викаат луѓе успешни од диаспората? Да, што викаат? Се ето тоа, се налютени зошто вика не третираат ко граѓани, а ги сакаат нашите пари, а не сакаат ние да одлучуваме. А верувајте ми, 0,01%, еве јас зборувам за мене, сум од диаспората, дојден, живеам овде, сега не се рачунам поќе од диаспората, веќе живеам во Македонија, Битола, Скопје. Јас кажувам дека од нас, не дека ние сме најпоштени во свето, дека сме ги заработили, и тука има луѓе честно што си заработуваат и поштени, но ние кој ќе дојдеме овде, доаѓаме и ако се нафатиме со политика, а пак ќе речем 0,0% активни политичари и ти си помеѓу народо,
Нема. Не сакаат луѓето со политика да се занимаваат. Точно. Поготово од диаспората. Зошто? Ако некој 65-70 годишен човек или 60 дојде од Америка, Германија, Австралија и одлучи да остани да живее тука, со политика ли ги себе? Се реализирани, да. Се реализирани, си има доволно финанси. Знаете, една америчка пензија, знаете, една австралиска пензија е повисока, 3, 4, 5, не знам колку пати изборувам за ова, да не зборувам за овие сиромасите овде. Така да што, јас сум на место да седнам да те побарам, ајде, јанаки да седниме да си све уживаме, малце додиме на летовање. Живот е тоа, оти ние не знаеме кога нашиот живот ќе престане. Сосема за крај ми споменавте, тоа не сум го знал за вас, дека сте биле бивши репрезентативец за карате репрезентативец на Југославија. Малку околу тоа, исто тоа ќе привршиме темава. Бевте првак на Југославија? Да, во полутешка категорија бев Тоа е до повеќе колку кратен. килограми? До 81, но јас после и сум бил првак во апсолутна. Апсолутна е нешто сите категории се борат. Така и сум бил репрезентативец на поранешна Југославија повеќе години. Со репрезентацијата во групна конкуренција имам освоено 3-то место во Европа, 5-то во свето. Тогаш беа двајцата познати каратисти Јорго, браќата Владимир и Јорга. Тие се познати каратисти, врвни каратисти кои што направија чудо и допринесија многу да се каратето низ поранешна Југославија промовира. Бев успешен на свој начин, имав желба и да станам и првак во свето, поединично се разбира, но такви беа околностите, тогаш беа стварно глупи, затоа што само по двајца од репрезентација можеше во поединечна категорија да се представуваат. И, знаете, политика овона, инаку како првак, и ако сите ги победи во апсолутна, па немав шанса да настапам во поединечна. Од политика чисто, но тоа не го зборувам да се нешто правдам или ова, важно е. Јас со каратето и бев многу добар близок пријател со професор Оклјусев од економски факултет, кој што мене ми беше професор кај него по развој подлагав и ми отвори клуб на економски факултет, одма кој ќе влезете од десна страна во тие канцеларии са долу на приземје и единствени први бевме во историјата на Македонија тогашна да имаме ние на факултет клуб. И така и станавме прваци и во кај мене Мирчо Пеловски, кој што е врвен каратист, ден денес се занимава со карате, беше во клубо и фантастично. Каратето е нешто што те учи не само да се тепаш, те учи што е многу битно човек да бидеш. Значи, способности да имаш да се одбраниш, нормално, но не да напаѓаш. Не е да бидеш хулиган или не знам што. Така да поминав многу години во репрезентацијата, се низ поранеше Југославија, знаеш како. И поголема држава. И поголема држава и беше фантастично. Мислам, штета што се распадна, но сега еве имаме држава, сега треба да ја спасуваме ова држава. Од кој? Од политичари, од самите себе. А најважно е, ова да го кажам, да не помисли некој дека јас само зборувам против политичарите. Порака сакам до граѓаните на Македонија, до народот да упатат. Ако сакаат да си ја спасиме ова држава, треба стварно да гласаат за демократи. Сигурно да гласаат за демократи, но што е поважно, да гласаат за квалитетни, честни луѓе, да заборават големи партии кои што еве приказна се случуваат, значи ме стрекјава. За вас гласав, ама вие не сте толку голема партија, тешко да добиете. Па и гласајте 300.000 за демократи да видите што ќе се случи во Македонија. И сега вика како? Па тие 300.000 кај нас ќе дојдат гласови и ние ќе имаме 40-50 пратеници ќе составуваме влада, а нив ќе му паднат на 5-3-9-7. Бе, вика, да бе, ме имамо. А време зема да стекни, извини, до вербата, кај луѓето, време зема да ги слушаат твоите предлози и многу пати, неве, на улица ќе одам, господине, продолжете со партијата, ова што кажувате супер, не е да и јас некој ме фали. Мене ми е едно важно. За вас, младите, јас имам внука кој што живее во Скопје 7 години. Живее во Кисела Вода, кој ќе почне усија да не гади, јас живеам во Кисела Вода. Да, за мене расте по Кисела Вода. Сигурно не знам каде сега живеете, тоа не е ни битно. Битно е
дали е Скопје, Тетово, Гостивар, Струга, не е битно. Ние мора да спасиме оваа држава и она што го кажа, криминалот да се уништи, корупцијата, број 1 економијата, ако имаме економија, ќе имаме пари за врвно здравство, за врвно образование и за се што ни е потребно како инфраструктура. Бидејќи нас денес, јас гледам што ни се случува во Македонија. Еве 2 години е ДПМН на власт, ги молам да кажат со факти, то направивме. Значи има компјутер, има луѓе, имаат пари, имаат аналитички центар, земаат по 400-500 евра годишно, пример зборувам, нека кажат точно што направили и секоја влада. И ние ако сме влада, и вие да сте премиер, да ви сум ваш советник, истото ќе ви кажам. Господине премиере, ова и ова го направите го, ако има нешто направено. Ама за жал 35 години тониме и јас би ме препорачал на сите да земат, да размислуваат, не е само за гласање, да бидат и проактивни. Значи не можеме ние, како демократи мала партија, или не знам и да се собериме 10.000 луѓе, да ги направиме тие промени. За ова ни треба стотици илјади луѓе да за промени. На краја на криштата му должиме на своите деца, внуци, сограѓани и на Македонија. Така. Ви благодарам за одвоеното време, ви посакувам успех со политичката партија. Благодарам многу што ме поканивте.